сообраќајните несреќи со смртни последици на подрачјето на СВР Штип. За 24 часа загинаа велосипедист и пешак. Од полицијата апелираат на почитување на сообраќајните правила и прописи. Двојно зголемен бројот на жртви на подрачјето на Штипскиот сектор споредбено со лани. Бројот се искачи на 13 загинати годинава на патиштата во источниот регион. Од почетокот на годинава до сега на подрачјето на секторот за внатрешни работи Штип во сообраќајни незгоди загинале 13 лица, додека во истиот период лани регистрирани се 6 човечки жртви. Во првите 9 месеци годинава регистрирани се 243 сообраќајни незгоди со потешки последици, во кои 71 лице се здобиле со тешки телесни повреди, 259 се лесно повредени. Лани полицијата во истиот период регистрирала 247 сообраќајни несреќи со 85 потешко повредени и 305 полесно повредени учесници. Полицијата во изминатиот период ги зголеми контролите со цел да се подобри безбедноста во сообраќајот. Најчести фактори кои придонесуваат за загрозување на безбедноста според полицијата се брзината и алкохолот. Најчести причини за сообраќајните незгоди била неприлагодена брзина, односно пребрзо возење, неправилно вршење дејствие, непочитување првенство, возење под дејство на алкохол, неправилно движење на пешаци, непропуштање пешаци на пешачки премин. Повикуваме на почитување на сообраќајните правила и прописи. Вчера во сообраќајна несреќа загина пешак во Делчево. Несреќата се случила 10 минути по 20 часот, кога 45 годишниот возач со возило удрил во 44 годишниот пешак од селото Трботивиште. Завчера во Штип смртно настрада велосипедист, а вчера регистрирана е тешка сообраќајна несреќа и во Виница, во која со потешки телесни повреди се здобил пешакот. Поради сериозните повреди, 32 годишната веничанка од Штипската клиничка болница е транспортирана во клиничкиот центар во Скопје. Црните крстосници во Штип ке се решаваат со изградба на кружни текови. Сообраќајот на влезот и излезот на градот, односно на булеварот Гоце Делчев и крстосницата во населбата Сењак, ке се регулира со изградба на кружни текови, за кој подолг временски период постои иницијатива, а се со цел поголема безбедност за пешаците и останатите учесници во сообраќајот. Црните сообраќајни точки на два булевара во Штип се решаваат со изградба на кружни текови. Урбанистите од секторот за урбанизам почнаа со изготовка на проекти за изградба на два кружни текови, и тоа на најфреквентните делови од градот. Едниот ќе биде на раскрсницата помеѓу во населба Сењак, помеѓу Сремски фронт, улицата Сремски фронт и улицата Джема Бедич, и другата ќе биде на булеварот Гоце Делчев, каде што се вклучува со улицата Велко Влаховиќ, односно спроти Стара Алумина. По изготовката на проектите ќе се утврди колку средства ќе бидат потребни за да се издвојат од буџетот на општина Штип. Иницијативата за изградба на кружни текови на булеварот Гоце Делчев, која влез и излез на градот и во неголемата населба Сењак, постои веќе подолг временски период. Причините за изградбата на новите кружни текови е да се зголеми безбедноста на возачите, но и на пешаците на овие булевари, кои водат до основни и средни училишта, градинки и кон индустријскиот дел на градот. На тие два булевара, заедно и по евиденцијата од полициска станица МВР, имаме добиено статистика во која што најголем број на жртви се имаат, односно на жртви зборам како за пешаците, така и поголем дел на сообраќајни прекршоци, односно сообраќајки се имаат случувано точно на овие две раскрсници, и се со цел за да се зголеми безбедноста, како што реков, се прават нови два проекта. По изработката на проектите, општината треба да добие градежно одобрение, пошто веднаш ќе почне изградбата на кружните текови. Почна реконструкцијата на тушевите во градската бања Кежовица. Штипјани и гостите од земјава, но и од странство, ќе добијат современи услови за капење во овој одел. Ќе се промени санитаријата, плочките, а ќе има и џакузи кади. Инаку за 6 месеци во бањата Кежовица се продадени околу 50.000 билети. Во градската бања Кежовица од денеска почна реконструкцијата на делот за тушевите. Директорот на јавното предпријатие ИСАР Ангел Бојаджиев вели дека комплетно ќе се променат плочките и санитаријата,
Ќе има и кади джакузи, а исто така ќе се направи замена на старата и дотраена водоводна и електрична мрежа. Како што веќе и најавивме, така и започнавме. Значи, заврши тендерската постапка во бањата. Тендерот го доби фирмата Бау Инженеринг од Штип, професионална фирма која за многу кратко време, некаде за 20 дена комплетно ќе ги среди сите тушеви овде во бањата Кежовица. Реконструкцијата на одделот за тушеви во бања Кежовица чини околу 40.000 швајцарски франци, од кои 20.000 евра се донација од Швајцарската агенција за обнова и развој, обезбедени преку Центарот за развој на Источнопланскиот регион, а останатите 20.000 франци се средства од буџетот на Штипското комунално предпријатие. Раководителот на работната единица Градска бања, Трајче Јанев, забележа дека во првите 6 месеци од годинава имаат регистрирано околу 50.000 посетители на бањата. Тоа се традиционални гости, значи традиционалните гости кои што доаѓаат, кои што традиционално се лекуваат во терапијата и оние наши постојани гости кои користат капацитетите на тушеви. Штипјани капацитетите на градската бања Кежовица ги користат најмногу во текот на зимскиот период. Инаку водата на оваа бања е позната како лековите за голем број на ревматски и други видови на заболувања. Подготовката за проектната документација за изградбата на регионалната санитарна депонија треба да ги опфати сегментите за еколошка издржливост. За место положбата на депонијата треба да се изјаснат општините од регионот. Се работи интензивно на проектната документација за техничка подготовка на регионалната санитарна депонија. И советите од општините и граѓаните треба да се изјаснат за локацијата на идната регионална санитарна депонија, дали таа ги исполнува сите услови за непречење на непосредното животно обкружување. Се уште ќе следат натаму одлуки на меѓуопштинските одбори за управување со отпад во двата региони, како и на советите на општините, а секако се ова што сега е анализирано ќе биде предложено на широката јавност, да бидат нашите граѓани запознаени со цел и тие да можат да дадат свој придонес понатаму во изборот на идната регионална депонија, односно локацијата за оваа депонија. 40 милиони евра ќе бидат потрошени за изградба на санитарна регионална депонија по сите стандарди, а овде се опфатени и расчистувањето на дивите депонии, како и другите сегменти кои влијаат за зачувувањето на животната средина. Изградбата на регионална депонија, како и оние другите два проекти кои што ги работиме, расчистување на постојните диви депонии и комунални депонии и набавка на опрема за собирање и транспорт на отпад. Значи тоа се вкупно средства од околу 40 милиони евра, кои што се обезбедени од страна на програмата за регионален развој на Европската унија. Сега за сега се детерминирани 16 можни локации за изградба на регионална санитарна депонија, а во првите 5 локации спаѓа и Штипската постоечка депонија. Сдруженијето на воспитувачи ја поздрави изградбата на нови 140 градинки во земјава. Сметаат дека со овој проект ќе се реши листата на чекање, а родителите ќе има каде да ги скрижат своите деца. Сдруженијето на воспитувачи на Република Македонија изрази големо задоволство од најавата за изградба на 140 државни детски градинки, изјави денеска председателот на оваа сдружение Илија Митров. Зголемувањето на наталитетот, односно потребата за запишување на децата во градинка во последната деценија се покаже и како голем проблем за сите постоечки детски градинки во државата, или со други зборови, листите на чекање се повеќе се зголемуваат од година до година. Овие 140 детски градинки на државно ниво ќе решат многу проблеми за постоечките капацитети, ресурси и вработени во детските градинки. Најголем бенефит ќе имаат родителите кои имаат голема потреба, но досега има и проблем да ги сместат своите деца во градинките. Митров истакна дека со изградбата на 140 градинки ќе се добие поголем квалитет како во згрижувачката, така и во воспитно-образовниот дел кон децата. Ние, како ново формирано здружение на сите вработени во детските градинки, сакаме да ги поздравиме сите досегашни мерки донесени од страна на владата, односно огромното задоволство од законот за волонтери, каде што им беше решен статусот на голем дел вработени во државата, над 1000, зголемените плати, опремувањето на градинките од страна на Министерството, отварање на нови градинки и во досегашниот период, доградба на занимални на постоечките капацитети и многу други проекти поврзани за нашата работа.
Председателот на Сдруженијето на воспитувачи забележа дека со изградбата на 140 градинки нашата земја ќе биде лидер во регионот во делот на предучилишно образование и воспитание на децата. Лазаревото писмо од Живко Чинго е најновиот театарски проект на штипските актери. Представата е во режија на Љубиша Георгиевски, а ќе биде представена на сцена по пауза од 2 децении. Актерите од Штипскиот народен театар стартуваат со нов проект. Станува збор за представата Лазаревото писмо од авторот Живко Чинго, која не е поставена на сцена речиси повеќе од 2 децении. Режисер на представата е Љубиша Георгиевски. Интересно е што Живко Чинго може би 2 декади, ако не и подолго, но за 2 сум сигурен дека во Македонија не е поставуван. Интересно е, како еден од најинтересните македонски автори, ќе го работи Љупчо Георгиевски, кој мислам дека не минатата година, минатата година ја работеше хотел ни на небо ни на земја, кој веќе има 4-5 представи во Штипскиот театар. Двајца актери од Штипскиот народен театар, Наташа Петровик и Ненад Митевски, вечерва се представуваат пред младата публика во представата Пепелешка, како дел од репертоарот на годинашна во остварување на фестивалот за представи за деца Малиот принц во организација на Центарот за култура Аца Шопов во Штип. Одзивот кај публиката е огромен. На отварањето на првата представа дури бевме и преполни од капацитетот, но се работи нели за детски представи и јас од секогаш како актер секогаш ми било најмило кога играм за дечињата затоа што се најискрена публика и ми беше незгодно и да ги вратиме. Затоа и на крајот пуштивме, дури имаше негде околу 700-800 дечиња внатре. Утре на сцената во Домот на културата ќе биде одиграна представата Волшебникот од Оз на Центарот за култура Марко Цепенков од Прилеп, а последната фестивалска вечер во четврток е резервирана за представата Распеана Турлитава и гостувањето на драмското студио Снешко. Почна асфалтирањето на улицата Асном во Штип. По крпење на дупките на ова улица ќе се постави асфалт од 4,5 см. Вкупната градежна активност се простира на површина од 2,5 метри квадратни, за кој од буџетот се одвоени над 700.000 динари. Паралелно општина Штип работи на поставување на велосипедската патека и отпочнување на подготовките за асфалтирање на останатите улици во градот, за кој е завршена тендерска постапка. Се надевам дека во денешниот, евентуално утрешниот ден ќе се заврши оваа улица. Најпрво ќе се оде со пополнување на дупките со асфалт од БН8, а потоа ќе се оди со втор слој на асфалт БНХС 4,5 см. Должината и квадратурата на самата улица е некаде околу 2400 метри квадратни, со вкупна инвестиција од 712.000 денари. Отпадоците создадени од правење зимница и варење ракија, граѓаните да ги приберат од јавните површини. Во спротивно ќе плаќаат казни, потсетуваат комуналните инспектори. Во овој период актуелна е подготовката на зимници. Граѓаните можат да прават ајвари, турши и други зимници, но отпадоците да ги приберат од јавните површини. Во спротивно, комуналните инспектори казните ги подготвија. Граѓаните треба да знаат дека на јавните површини не треба да оставаат отпад и ѓубре од правењето на нивните зимници. Не е забрането да прават во нивните дворови, исто така и во кругот на зградите кај што живеат, но по завршувањето на зимницата истите да си го соберат отпадот, како што доликува и да го фрлат во кантите и контейнерите. Бидејќи доколку истите бидат фатени на лице место со оставениот отпад, ќе бидат казнити по законот за јавна чистота. Казните се движат од 50 до 200 евра во денарска противвредност. Истото важи и при варењето ракија, комињата да не се сфрлаат низ јавни површини и да нема истек на истите низ улиците. Исто и со варењето на ракии, многу од граѓаните, во текот на варењето и самото варење на ракијата, комињите, односно отпадот, го отфрлаат, го одлагаат на јавна површина. Забрането е фрлање на комињата на јавна површина, по тротоарите, исто така и на некои зелени површини,
Истите значи ќе бидат должни отпадот од комиње значи да си го фрлаат на своите ниви, во своите дворни места, бидејќи таму не е забрането. Везенков подсетува дека и огревните дрва граѓаните треба да ги приберат од јавните површини во рок од 1 седмица. Пронајдена е неексплодирана граната во Видовишката река во Зрновци. Ја откопале градежни работници вчера предпладне, кои работеле во атарот на село Видовиште, информираа од СБР Штип. Увид извршила екипа од Кочанската полиција и пиротехничар од Дирекцијата за заштита и спасување. Вчера по наредба на Основниот суд во Кочани од страна на полициски службеници бил извршен претрес во понатамошни простори на двајца кочанци на возраст од 23, односно 24 години. Кај едниот биле пронајдени одземени 12 стебла од растенијето канабис, непозната прашкаста материја со бела боја, непозната растителна материја со зелена боја, рефлектор, вага, стаклено шиша наполнато со непозната течност, алуминиумска фолија, прскалка со шиша за наводнување и 6 ароматици за наргиле. Кај другиот полицијата пронашла непозната растителна материја и 4 семки, најверојатно од марихуана. Во нивното друштво бил затекнат МВ од село Прибачево, со кој заедно уживале во џоинтот. Тројцата биле лишени од слобода, а по обавениот разговор биле и наркотестирани. Истите се задржани во Кочанската полиција за понатамошна постапка. Тоа беше и последната информација. За повеќе вести посетете на социјалните мрежи. Пријатно!